Денеска во Тетово официјално започнува проектот подобрување на капацитетите за Натура 2000 и Sites финансиран од Европската Унија. Целите на проектот се поврзани со подготовките на земјата за спроведување на директивите на ЕУ за заштита на природата, директива за живеалишта и директива за птици, како и директивата Sites за меѓународна трговија со загрозени видови на дива фауна и флора. Европската Унија има една мрежа која се вели Натура 2000, Nature 2000. Тие се зони каде има живеалишта кои се многу битни за нашиот биодиверзитет и ние сега ќе идентификуваме тие зони во наша држава и да бидат дел од Европската Натура 2000 мрежа. Навистина ми представува задоволство да бидам тука повторно, да означим уште еден пример на Европската Унија и фондовите кои Европската Унија ги дава за заштита на животната средина и на самата природа. Особено во врска со овој случај Европската Унија помага во изградба и зајакнување на капацитетите се со цел да ја подобриме заштитата на животната средина и природа во оваа место. Исто така, од другата страна, поддршката која што Европската Унија ја дава, во конкретно во овој случај, ќе помогне во идентификување и на други локации во иднина кои што ќе бидат дел од мрежата Натура 2000. Тоа е всушност една мрежа која што е најголемата светска мрежа чишто дел се исто така и земји членки на Европската Унија. Причината поради која денеска сме тука на Шар планина е затоа што гледаме потенцијал за зачувување на природата за да бидат дел од мрежата на Натура 2000. Исто така, ова денешна поддршка не се работи само за потенцијал за заштита на природата, меѓутоа исто така значи и подготвување на самата земја за идното членство како земја членка на Европската Унија. На денешната конференција присуствуваа представници на повеќе министерства, јавни претпријатија за шуми, за пасишта, национални паркови, државни инспектори, сектори за туризам, лов, риболов и слични засегнати страни.